27 декември 2022 година, 11 часот. Институт за македонски јазик Крсте Мисирков, Скопје. Промоција на книгата Од Климента до Блажета на Свето Стаменов и професор доктор Вера Стојчевска Антич. Промотори: професор доктор Васил Тоциновски, професор доктор Катерина Петровска Кузманова, професор доктор Ана Витанова Рингачева, професор доктор Цане Тмо Јановски, професор доктор Димитар Пандев. Поздравна реч професор доктор Елена Јованова Грујовска, модератор Елизабета Кузмановска. Добар ден и добродојдовте, драги пријатели, на промоцијата на книгата Од Климента до Блажета на Свето Стаменов. Несомнено еден од најплодните македонски публицисти, политиколог и новинар на Македонското радио, Радио Скопје, автор и коавтор на 50 на книги од разни области, и професор доктор Вера Стојчевска Антич, универзитетски професор во пензија и познат македонски книжевен историчар и теоретичар, чиј опус содржи околу 900 научни и стручни објави во земјава и во странство, од кои дури околу 90 се книги. Најпрвен ја поканувам професор доктор Елена Јованова Грујовска, директор на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков, да се обрати на присутните. Повелете. Почитувани автори, професор доктор Вера Стојчевска Антич и господин Свето Стаменов, почитувани промотори, почитувани гости, присутни, драги колеги. Годината ја завршуваме најдобро што може, со една прекрасна промоција од двајца видни луѓе, меѓу највидните во своите области. Значи, пред нас ја имаме книгата Од Климента до Блажета и имаме одлични промотори. Што и да кажам јас, ќе биде или одвише, или ќе сгрешам. Затоа, само ќе кажам, дека авторите, новинарот Свето Стаменов и професорката Вера Стојчевска Антич, со своето антологиско познавање, едниот како новинар, другиот како универзитетски професор од областа на македонската литература, пред нас приредија едно прекрасно издание со кое што можеме сите да се гордееме. Институтот за македонски јазик многу ретко излегува во пресред на промоции на книги што не се нејзино издание. Меѓутоа, оваа книга го заслужуваше тоа. Заслужуваше да се најдеме овде сите денес, да се состанеме во Институтот за македонски јазик, да го исчествуваме ова издание, оваа книга, вообичаено велат последната, најновата и секако не последната. Затоа што и трудот на професорката Вера Антич и трудот на новинарот Свето Стаменов, трудовите нивни кажуваат дека станува збор за многу плодни автори, кои што сигурно и следната година ќе ни изненадат со некој нов наслов. Меѓутоа ќе ги исчекуваме. Ќе ги исчекуваме со нетрпение. Многу добро е што и годинава го спомнуваме Блаже Конески, минатата година. Овие двајца автори веќе не почестија со зборникот за Блаже Конески, потоа и со подновеното издание, значи со 2 изданија за Блаже Конески, но никогаш не е доволно. Никогаш не е доволно и може да се зборува и за Климент, и за Блаже, и целата наша македонска книжевна историја во периодот меѓу нив двајцата. Почитувани присутни, јас сега ве препуштам на промоторите, да слушнеме од нив што имаат да кажат. Така, ви благодарам. Ви благодарам, директорка на Институтот Крсте Мисирков. Инаку книгата Од Климента до Блажета се состои од 3 дела. Првиот дел содржи 12 радио интервјуа што Свето Стаменов ги реализира со професор доктор Вера Стојчевска Антич во рамките на авторскиот проект Кво Вадис и на редовната попладневна програма
на Македонското радио, Радио Скопје, во периодот од 2016 до 2021 година. Повеќето интервјуа беа реализирани во рамките на одбележувањето на јубилејни годишнини на најзначајните личности на македонската култура воопшто. Така, интервјуата големиот учител Свети Климент Охридски и за претходниците на Крсте Петков Мисирков беа реализирани во 2016 година по повод 1100 годишнината од упокојувањето на Свети Климент Охридски и 90 годишнината од смртта на Крсте Петков Мисирков. Интервјуата професорот за мене се уште е жив и Мисирков и Конески, нашите македонски мегници, пак беа реализирани во рамките на серијалот посветен на 100 годишнината од раѓањето на Блаже Конески во 2021 година, а интервјуто книга која го стави македонскиот литературен јазик на светската јазична мапа, пак по повод 65 годишнината од излегувањето на светски познатата граматика на македонскиот литературен јазик, на англискиот јазик, на харвардскиот професор Хорас Ланд. Другите интервјуа пак беа посветени на објавувањето на најновите книги на професорката Вера Стојчевска-Антик, мојот професор пророк, научно-културни мостови со Грција, за Прличев и неговиот 19 век и мојот предизвик Охрид. Вториот дел на книгата ги содржи македонистичките разговори на професорката Стојчевска-Антик со неколкумина истакнати странски македонисти, незини колеги Нуло Миниси, Олга Панкина, Јан Соколовски, Волш Ошлис и Лех Јодински. Третиот дел, символично насловен Поглед врз една плодна соработка, пак е своевиден преглед на повеќе годишнината, повеќе од успешна соработка меѓу авторите на оваа книга и ги содржи рецензиите на професорката Вера Стојчевска-Антик за книгите на Свето Стаменов. Свети Климент Охридски и македонскиот културен контекст. Крсте Петков Мисирков, македонскиот мегник, второ изменето и дополнето издание, и Блаже Конески, македонски тестамент. Исто така, во овој дел се и рецензиите и пригодните текстови обраќања на рецензентите и промоторите на зборниците навраќање кон Конески и уште едно навраќање кон Конески, што авторите ги приредија во 2021 година како нивен прилог кон сеопштото одбележување на 100 годишнината од раѓањето на основоположникот на современата македонска култура Блаже Конески во рамките на 2021 година во чест на Конески. А сега, драги пријатели, го поканувам професор доктор Васил Точиновски да проговори за од Климента до Блажета на Свето Стаменов и професор доктор Вера Стојчевска-Антик. Повелете, професоре. Почитувани пријатели и колеги. Новото заедничко книжевно-публицистичко дело на Свето Стаменов и Вера Стојчевска-Антик, насловено од Климента до Блажета, децидно ја одредува содржината и потребата за книга, во која системно и сеопфатно се толкуваат и вреднуваат појави и пројави, автори и дела од македонската средновековна книжевност и македонистиката воопшто. Она што ги обединува уредникот Стаменов од една и универзитетската професорка Стојчевска-Антик од друга страна, се нивната трудолюбивост, љубопитство и истражувачка страст. Аргументи за тоа се и интервјуата 12 на домакинот за престижните емисии Кво вадиси актуелно на македонското радио, Радио Скопје, и неговиот собеседник, коавтор, професорката, за судбински периоди и настолни библиски книги за македонствувањето, неговите традиција и континуитет, идентитет и непокор. Од тука и сакаме да ја истакнеме потребата и да искажеме добре дојде на една нова книга, како ука и поука за секој читател и присутност во нивните домови и библиотеки.
Разговорите се остварени во програмските активности на моćниот медиум и радиото по одредени значајни јубилеи на авторите и делата, која исполнуваат содржината на ова истражувачко публицистичко дело како неизбришлива трага во времето. Светите браќа Кирил и Методий, со глаголицата, словенските народи ги внесуваат, вдомуваат во големото семејство на европските културни народи и ги отвараат патиштата, ги одредуваат идеите и идеалите на нивната иднина и просперитет. Со нив, или поточно со големиот учител свети Климент Охридски, како нивен најдобар ученик и најверен следбеник, се раздиплуваат столетијата низ нови димензии и вредности. За Стојчевска Антиќ, свети Климент не е само професионална определба, туку пред се е немерлива и единствена љубов кон големиот, капитален подвиг на основоположникот на Охридската книжевна школа, прв словенски епископ во Македонија, поет, писател, просветител, преведувач. Како втемелувач на школата што представува всушност прв универзитет во Европа, ја остварува историската улога во ширењето на словенската писменост, која до денешни дни зрачи и значи како врвна цивилизацијска придобивка, низ која поминале 3500 студенти. Така и јас како ученик, зашто учиме до последниот миг од животот, до последниот здив, употребив многу зборови, многу реченици, но, почитувајќи го времето, ќе ми дозволите да искористам уште неколку минути од заклучокот за ова извонредно и ретко издание. Имено, што е карактеристично и е знак на идентификација во разговорите, диалозите, меѓу Свето Стаменов и Вера Стојчевска Антиќ. Изговореното пред микрофонот и потоа пренесено во пишан текст се истакнуваат во подготвеноста и мноштвото информации кои ги формираат приказните за личностите, времињата и настаните кои некогаш биле живот. Потреба со која треба да се освојат слушателите и потоа читателите за восприемање на темите не само како научна вистина, која што ги поседува и признава само аргументите, туку неретко на сувопарните податоци да им дахне чувства и емоции со кои тие ќе влечат во македонската колективна меморија. Прашањата и одговорите се стегнати, внимателно се соопштуваат состојбите и резултатите, движењата и манифестациите на мислата како говор и писмо, како правило без исклучок, оти само тие и само тие се документ за постоењето на човекот, на еден народ и на цивилизацијата како етичка и естетска димензија вредност. Таа и таквата потврда Свето Стаменов и Вера Стојчевска Антиќ децидно и мудро ја вградиле во насловот името на книгата со одбраните и единствени од Климента до Блажета. Со на крилата и позната мисла оти јазикот што се сака и се брани е нашата единствена заедничка татковина. На одминувањето на ова година да им посакаме, верувам и во ваше име и во своје име на авторите, нови дела, нови книги. Тие се неуморни истражувачи. Вам да ви заблагодарам за вниманието и не треба многу да измислуваме. Професорката тоа го проповеда многу убаво, пророчки. Народот измислил многу убави благослови. Дозволете да ви посакам еден убав, прекрасен благослов, што особено го почитувам. Бидете ми живи и здрави, и што ќе ви дофати раката. Елена, нека ти се позлати, односно, нека ви се позлати. Благодарам и секое добро.
Благодарам, професор Тоциновски. А сега ја поканувам професор доктор Катерина Петровска-Кузманова, која во својата рецензија истакнува дека од Климента до Блажета представува значаен придонес за македонската научна и културна сцена. Повелете, професор. Почитувани присутни, драги колеги и пријатели, голема чест ми представува можноста пред вас да ја промовирам книгата Од Климента до Блажета од авторите Свето Стаменов и Вера Стојчевска-Антич. Овде станува збор за редок вид публицистичка творба, во која изговореното во етерот во вид на интервју се преточува во текст. Поточно основа на книгата представуваат интервјуата што новинарот и публицист Свето Стаменов ги прави со професор Вера Стојчевска-Антич. По различни поводи, а се емитувани на програмите на Македонското радио Скопје во периодот 2016-2021 година. Вообичаено е мислењето дека новинарските текстови, интервјуа, особено оние кои се емитуваат на радиските програми, се за еднократна употреба. Онеа што сме го слушнале или прочитале бледне и се губи во заборавот. Но архивите добро паметат. Кога новинарот ги организира своите белешки, стати, интервјуа во книга, се добива публицистичко четиво, кое на обичниот читател му е попристапно и поприемчиво од строго научните дела. За научниците пак, вакво публицистичко издание станува извор на информации за темите кои се пласираат во него. Токму од ова произлегува и значењето на книгата Од Климента до Блажета, кое се изнедрува од авторскиот проект на Свето Стаменов, како што слушнавте во Вадис и редовната попладневна емисија Актуелно. Познато е дека радиото како медиум го институционализира говорот, па така, во смисла на организирање и презентирање на изговореното на хартија се отвараат нови прашања, кои се однесуваат на релацијата говорен и пишан медиум, кој Стаменов како искусен публицист во изданието што е пред нас успешно ги совладува. Од друга страна, преку загатнатите теми во книгата се споделуваат местата на културната меморија, кои се дел од нашата колективна меморија, и овде колективното место на меморија се сваќа како специфична антрополошка структура која се однесува на одредена личност што ја споделува заедницата. Несомнено е дека во книгата се разгледуваат местата на колективна меморија кои биле во фокусот на интерес на професорката Стојчевска-Антич во незините научни истражувања, па така во книгата што денес ја представуваме пред вас се загатнуваат теми кои се однесуваат на Свети Климент, на Кирил и Методи, развојот на словенската писменост, се промислуваат и Григор Прличев и Крсте Петков Мисирков, а како неодминлива тема во соработката на Стојменов и Стојчевска-Антич е Блаже Конески. Еден посебен сегмент од интервјуата во книгата му е посветен токму на Конески, особено во интервјуто со Вера Стојчевска-Антич, кој како извор ја има низината книга Мојот професор пророк. Активноста на професорката Стојчевска-Антич и незината посветеност кон науката, но и публицистиката се поттикот за создавање на интервјуа кои произлегуваат од незините книги објавени 2020-2021 година, кои се однесуваат на научно-културните мостови со Грција, Григор Прличев, како и книгата Мојот предизвик Охрид. Широкиот диапазон кој е одразен низ објавените теми, што може да ги проследиме во оваа книга, укажуваат на бројните предизвици со кои се зафаќа професорката Стојчевска-Антич во последните децении. Во таа смисла може да се каже дека во истражувањата не ја води постојаната желба за работа и откривање на нешто ново или до објаснување на нешто веќе кажано, па се зафаќа, како што беше спомнато, и самата да прави интервјуа со своји колеги слависти. Последниот дел од книгата Од Климента до Блажета е насловен преглед на една плодна соработка и представува една своевидна рекапитулација на заедничката работа на авторите. Во овој дел се поместени рецензиите што Вера Стојчевска-Антич ги напишала за книгите на Свето Стаменов, а се однесуваат на
Свети Климент и македонскиот културен контекст, Крсте Петков Мисирков, македонскиот мејзник и Блаже Конески, македонскиот тестамент. Покрај овие рецензии, во третиот дел се поместени обраќањата на промоторите и рецензентите на книгите, на враќање кон Конески и уште едно на враќање на Конески, што двајцата автори заеднички ги подготвија во 2021 година во рамките на одбележувањето на 100 годишнината од неговото раѓање. Прегледот на содржините во книгата Од Климента до Блажета ни кажува дека станува збор за книга со колажна структура, а тоа е незиниот квалитет, особено ако се има предвид дека е значајно да се соберат расфрланите размислувања од различни медиуми на едно место во една книга, не само за да ги спасиме од заборав нашите зборови, туку и затоа што нашите мисли собрани на едно место на овој начин може да кореспондираат меѓу себе, при што создаваат целосен контекст и ја откриваат втемеленоста во индивидуалната теоретска позиција, која се однесува на местата на културната меморија во еден долг временски период. Токму имајќи го предвид сето веќе кажано, може да се заклучи дека книгата представува заокружување на една повеќе годишна соработка и на крајот, препорачувајќи ви го ова четиво за ваше проследување, ќе кажам дека авторите Свето Стаменов и Вера Стојчевска-Антич, водени од своето професионално искуство, успеале низ една колажна слика да систематизираат голем број значајни точки од македонската културна меморија во една целина и на читателите да им понудат четиво кое на јасен и разбрилив начин ги приближува овие места проследени низ призмата на актуелност. Благодарам. Благодарам, професорке. А сега го поканувам професор доктор Цанет Мојановски да го даде својот суд за Од Климента до Блажета. Повелете, професор. Благодарам. Добар ден. Кај нас наздравуваат со добра мисла. Како најдобар благослов. Почитувана директорке, почитувани автори, професорке Вера Стојчевска-Антич и почитуван господине Свето Стаменов, почитувани присутни, дами и господа, колешки и колеги. Се чувствувам почестен што овде во домот на Крсте Петков Мисирков, на вториот ден од почетокот на 120 годишнината од објавувањето за македонските работи, имам прилика да искажам збор 2 за најновото издание Од Климента до Блажета, подпишано од Свето Стаменов и Вера Стојчевска-Антич. Духот на Свети Климент Охридски чудотворец е овоплотен во бројните поединечни, генерацијски и вековни искуства, представени како идентификацијски код, кој не чини слични со останатите, но кој доволно не специфицира и одвојува од другите. Свети Климент, како стожарен постамент, се наоѓа во духовната зграда на македонската земја, на генерациите кои сонувале, мечтаеле, работеле и се бореле за самостојна македонска држава. На тој постамент вградена е Свети Климентовата филозофија за обраќање кон Бога на разбирлив словенски јазик, за подобрувањето и уредувањето на животот според христијанските начела и вредности, за афирмацијата на вредностите и достигањата на охридската заедница, на специфичностите на македонската заедница на верници, кои во тогашни услови се изразувале како грижа кон Бога, кон христијанската вера и кон градењето на свет и односи, во кои ќе доминира начелото да се сака другиот колку што се сакаме себе си. Оттаму, здивот на Свети Климент се пробива и до духовниот Златоврв и култното Небрегово, од кое започна и се шири новото соцзвездие, пригрнато, како што би рекол мојот драг пријател Атанас Конески, од духовната звезда на Блаже Конески, кој на темелите на Крсте Петков Мисирков го кодификува македонскиот литературен јазик, ги втемели правописот и граматиката, ги разви и афирмира книжевноста, лирската и поетската милозвичност на македонскиот јазик и се вгради во развојните темели на современиот книжевен, литературен и просветен развиток на Македонија. Токму таа грижа за јазикот и книжевноста на Свети Климент, за Кирило-Методиевската традиција и плодовите на Охридската книжевна школа
е највидливата врска меѓу Свети Климент Охридски, чудотворец, и академикот Блаже Конески, кој со сиот глас ќе грмне и ќе порача. Послушајте, македонци, бидете на штрек пред такви правни диверзии, од каде и да идат, со кои се фрла кал на нашите светли датуми и нашите постигања. За нас, повеќе отколку за многу други на светот, јазикот представува со се што е во него создадено, како говорен и пишен текст, најголемото приближување и идеалната татковина, која е заправо единствената наша комплетна татковина. Почитувани присутни, Свето Стаменов и Вера Стојчевска Антич во најновата книга, како што е запишано во рецензијата која е објавена во книгата, меѓу нејзините корици сместиле бројни факти, сознанија и представи, кои како своевидни градежни блокови го обликуваат, поврзуваат и градат историскиот мост меѓу делото на Свети Климент Охридски и академикот Блаже Конески. Во неговата основа се наоѓаат грижата и определбата на човекот од овој простор да му се понуди писмо, преку кое говорната форма и мисловната дејност ќе се претвараат во дела, кои како дијамант поставен на кадифе лелејават, дзиркаат и сјаат низ сокриените пластови влијанија на интересите и вредностите. Во тој историски мост, во таа духовна нишка, во тој премин се сместени напорите, творечката енергија, бројните радости, среќа и творби, но тука се и лелеците и разочарувањата. Тие како духовен синџир ги поврзуваат мислите и делата на Свети Климент Охридски, на Охридските архиепископи Теофилакт, Хоматијан, Кавасила, Григорий Охриѓанецот, Козма Снегаров и други творци и дејци, кои секој од свој аспект го воспеваат, развиваат и величаат и продолжуваат Свети Климентовото дело. На тие основи, духовната спона ја следи колоната на творци, како Данаил, Пејчиновиќ, Синаицки, Црноризец Храбар, Миладиновци, Прличев, Зографски, Драганов, Верковиќ, Жинзифов, Кулески, Кажановски, Шапкарев, Цепенков, Јастребов, Разлогов и бројни други творци и почитувачи на Свети Климентовиот дух и дело. Духовната низа подхранета од Свети Климентовата творечка идеја, дело и инспирација во новите светски и обштествени услови во 20-тиот век е продолжено со делото на Крсте Петков Мисирков, чија инспирација, ангажман и труд се соопштени во делото за македонските работи, тој пишан облик во кој е избрусана недоволно јасната визура на македонската национална свест, на македонската посебност и на потребата од создавање на македонска држава, која се наоѓа во основата на македонскиот демиург, натрешната Македоно-Одринска револуционерна организација или ВМРО и нејзиниот двигател Гоце Делчев, кој во суштината на своето дејствување го имаше лозунгот Македонија на македонците и дека ослободувањето на Македонија е дело само на македонците. Духовната нишка оформена во творбите на Нацин, Неделковски и Вапцаров завршуваат во делото на Блаже Конески, соопштени преку македонскиот литературен јазик и неговото кирилско писмо, а врз таа основа столбовите на стандардизираниот литературен јазик, правописот, граматиката, книжевноста, незината историја, атрибутите кои се неопходни за функционирањето на поединците во независната држава Македонија. Меѓу Свети Климент Охридски и Блаже Конески се наоѓа творечка бројаница во која секој творец е обдарен со творечката и писателска дејност на Охридскиот чудотворец Свети Климент, со идејата во времето во кое дејствува да се погледне во неговото грандиозно дело, да им се понудат на генерациите темели врз кои ќе ја градат својата посебност и историја, ќе создадат творби и дела кои ќе обединуваат, ќе ги чинат еднакви и слични, но доволно различни и специфични, за да можат во светот на јазиците и културите да ги афирмираат основите, но и да имаат доволно знаење, мудрост и свест за посебностите и разликите. Тие основи ги наоѓаме во Гоце Делчевската визија за светот како поле за културен надпревар меѓу народите. Во такви духовни околности, кодификацијата на македонскиот литературен јазик постанува средство за непосредна комуникација, но и духовен дар, кој ја обезбедува основата на духовниот, литературниот, книжевниот и вкупниот културен развој на македонецот,
на македонската нација, но и како дел од корпусот на јазици кои имаат словенска основа, ги користат и афирмираат јазичните и културни содржини и придонес на светите Кирил и Методија, на нивните ученици Климент и Наум, охридските чудотворци. Во сегашниот генерацијски ред се професорката Вера Стојчевска Антич и потврдениот мајстор на радио интервјуто, почитуваниот Свето Стаменов. Токму затоа се чини за значајно да подлечеме дека пред нас на едно место имаме четиво, чија духовна наслада извира од корените на нашата јазична, книжевна, духовна и воопшто културна историја, во која бројни творци секојдневно создаваат дела и творби и чии домети ги надминуваат временските и генерацијските хоризонти. На авторите на ова дело, Свето Стаменов и Вера Стојчевска Антич, им упатувам искрени честитки, им посакувам нови творечки дострели. Вам на присутните ви благодарам за вниманието и трпението. И на крајот, да си посакаме новата година да биде многу поуспешна и поделотворна и да се гледаме во повеќе прилики во овој институт. Благодарам за вниманието. Ви благодарам, професоре. Пред микрофонот го поканувам и професор доктор Димитар Пандев. Повелете, професоре. Почитувани присутни, почитувачи на делото на Свето Стаменов и Вера Стојчевска Антич, почитувачи на делото на Климент Охридски и Блаже Коневски, дозволете ми да кажам збор два за оваа книга, на начин на кој што нема да се повторам, бидејќи се согласувам со се што кажа моите претходни соговорници, односно рецензенти за оваа книга. А кога велам дека нема да се повторувам, всушност ќе ви зборувам за информации што непрекинато се повторуваат. Меѓу другото, водејќи сметка дека се наоѓаме во Институтот за македонски јазик, и сега сакам да одговорам зошто е оваа промоција токму во Институтот за македонски јазик. Затоа што од оваа година овде започна една нова дисциплина да се негува. Тоа е комуникологијата, една мощна и убава дисциплина која што наоѓа свој одраз, значи своја експресија и импресија токму во оваа книга на Свето Стаменов и Вера Стојчевска Антич. Кога велам комуникологија, сакам да истакнам дека кај нас многумина ги мешаат теоријата на комуникацијата и комуникологијата, но науката е секогаш чекор напред, па сега веќе измислила еден нов наслов, комуникативистика, тешко се изговара, но нејзината основна цел е да се представи комуникацијата како непрекинат тек на информации и токму тој непрекинат тек на информации или поток на информации го имаме токму во оваа книга. Се разбира, кога го употребувам овој термин, јас преведувам странска лингвистичка литература. Нема да ги спомнам авторите, што сега се занимаваат со оваа област, тоа ќе им го оставам на помладите, но само ќе спомнам дека тие проучувања се надоврзуваат на проучувањата на Базил Бернстайн, на Делхаймс и најмногу на Едвард Сапир, со што доаѓаме и до онаа клучна тема во која што го спојуваме сето она што овде е кажано во овој институт на тема за јазичната стихија, клучна тема на Тодор Димитровски и на Блаже Коневски, со она што е клучна тема во оваа книга, и тоа ќе го дефинирам како разговор на непресушни теми. Кога велам непресушни теми, ја имам предвид и основната дефиниција на Сапир, дека јазикот е флуид, дека тој е течност и дека се јавува само во течна материја, во онаа смисла во која што таа непресушна тема преведена на јазикот на Блаже Коневски, ќе ја споменеме со изразот константи. Тоа се оние константи што ја одржуваат нацијата, а според Блаже Коневски, според македонистиката и сега според Свето Стаменов и Вера Стојчевска Антич, тие тројца значајни личности се Климент Охридски, Крсте Петков Мисирков,
Блаже Конески. Разговорот на непресушните теми е всушност разговор за константите. Тоа е теза за влијателни личности, национални личности што се и национално творечки, во онаа смисла во која што Свето Стаменов импресионира, поттикнува, влијае врз соговорниците постојано да творат, а тоа постојано творење го наоѓаме кај многумина од вас овде присутните, го наоѓаме кај Вера Стојчевска Антик, во онаа смисла во која што таа елаборирала огромна литература и сето тоа во неколку разговори, 12 на број, го искажала токму во комуникација, не велам разговор, со Вера Стојчевска Антик. Со други зборови, ние овдека имаме една прекрасна книга која што може да биде предмет на продлабочен интерес од етнографијата на комуникацијата, понатаму од целите на разговорите и од резултатите. Тоа е разговор на отворена линија што се води преку радиото и која што постојано продолжува. Кога имаме предвид оваа книга, сакам да истакнам и уште една клучна тема од она време кога јас започнав да се занимавам со овие проблеми. Тоа е некаде она време кога и Свето Стаменов студирал политички науки. Тоа е и времето кога многумина од нас, повозрастните, се вклучувале и со, би рекле, пиетет гледале во оваа зграда што сега е пред мене, а всушност вие сте пред неа, кога се градела оваа македонска радиотелевизија, кога се градела Нова Македонија и кога едноставно се зборуваше дека од нашите институции ќе излезат голем број редактори. Всушност соработници на книги, некој што го наблюдува процесот на создавање книга и активно твори во тоа создавање. Јас можам да истакнам дека Свето Стаменов всушност е еден од оние значајни творци кај нас, кои што дале неумолима сила да се создадат книги кои што однапред биле проектирани, замислени како разговор, а најпосле произлегле во огромен тираж и на огромен број страници. Лично го чувствувам задоволството, бидејќи сум бил присутен кога се создавале овие книги, пред се и како радиослушател, а понатаму сум бил некаде во близина кога професорката Вера Стојчевска Антик ги водела оние своји разговори со значајни македонисти што овдека се представени. Прочитајте ги, во нив ќе најдете многу нешта што навистина заслужуваат понатамошно внимание и треба да бидат поттик за понатамошно творење, па дури и во литературата. Тоа се токму оние идеи кога велиме слушајте радио, слушајте актуелно, тоест слушајте јубилејно, бидејќи овие книги се настанати на јубилејни теми и токму во оваа книга на Свето Стаменов и Вера Стојчевска Антик можне прецизно се представени јубилеите посветени на Блаже Конески, на Крсте Петков Мисирков, на Свети Климент Охридски. Тука е и емисијата Кво Вадис, една книга која што на извесен еден текст кој што на извесен начин е поврзан со една позната книга Кво Вадис Домине, на која што нашиот професор Харалампие Поленаковиќ во еден свој текст реплицира Кво Вадис Клименте. Всушност, Климент тргнал по оној пат по кој што бил пресретнат и од Крсте Петков Мисирков, зашто Мисирков го нарекол своето друштво по негово име. По тој пат се нашол и Блаже Конески, бидејќи првиот текст на Конески бил токму за Климент Охридски. Еден од последните текстови на Блаже Конески носи наслов Стилски синтези. Во него тој ја образложи својата теорија за литературниот јазик, во онаа смисла во која што стилските синтези прво ги создал Климент Охридски. Тој синтетизирал сакрално и профано,
свето и световно. Тоа го направил подоцна и Крсте Петков Мисирков, кој што во голема мера направил синтеза меѓу општественото и територијалното, меѓу просторот и времето, и тоа најпосле го направил Блаже Конески, продлабочувајќи ја својата теорија на личности што оперираат со повеќе стилови. Вера Стојчевска-Антич и Свето Стаменов ја продлабочуваат таа теорија со тоа што го насочуваат својот интерес кон подстиловите, во онаа смисла во која што радискиот публицистички подстил го поврзуваат со оној експресивен, научен подстил што доаѓа до израз кај Вера Стојчевска-Антич. Оваа книга е резултат на една плодна соработка и резултат на една безпрекорна синтеза. Јас им честитам на авторите, знам дека продолжуваат, што се вели на извесен начин, го следам, го наблюдувам процесот на создавање на нивните идни книги, а мислам дека и тоа сите ние заедно го правиме. Ви благодарам. Ви благодарам, професоре. А сега мислам дека е ред и за авторите на книгата Од Климента до Блажета. Најпрвен професор доктор Вера Стојчевска-Антич. Поверете. Благодарам. Сваќате сите дека сум посебно возбудена од целиот овој настан. Меѓутоа, трогната сум од последнава информација што ја добивме од колегата Конески и просто уште не можам да сватам што се случило и што се случува. Но сепак, почитувани мои колеги, пријатели, и вие учествувате во целиот овој настан, кој што не можев да го сватам дека ќе се случи на оваа промоција. Но сепак, јас тоа што го мислев да го кажам, сега го напуштам, бидејќи сум обседната со една друга нова ситуација. Кога ги слушнав рецензентите, а тоа е прв пат во мојот живот, имам толку книги и промоции доживеано, рецензент е еден колега. Овој пат се 5 колеги. Но јас сум воодушевена од нивните рецензии. Зошто? 4 од рецензентите се мои одлични екс-студенти. Васил Тоциновски, од клупите кога го познавам, кога му предавав, па до денес, еден активен деец, кој што се занимава со многу интересни работи, кој што е познати од вон границите на нашата земја. Потоа Катерина Кузманова, мој редовен студент, запаметен уште од студентските денови, која има извонреден однос не само кон литературата, туку и кон македонскиот фолклор. Потоа колешката Ана Рингачева, извонреден мој студент, која животот ја одведува во Струмица, но таму во Струмица се ова што се случува на овие наши македонистички собири, го пренесува во Струмица. И кога гостувам на нејзините предавања, имам печаток дека сум во некоја сала во Скопје, а не во Струмица. Сакам да кажам дека нејзиниот интерес кон се она што го учела како студент, го има пренесено во Струмица. Еден културен, духовен живот, не институција, не зграда, туку духовен живот кој го пренесува на поколенија и поколенија. Потоа колегата Цане Мојановски. Тој не е од нашата катедра, другите 4 рецензенти се од истата катедра, но јас исто му завидувам на широкиот интерес, зашто и вие сега кога го слушавте неговото излагање, го сместувате во границите на нашата катедра, во редовните професори од нашата катедра, бидејќи проникнува во книгите, ова е втора промоција што ја доживувам од колегата, но тој толку суштински проникнува од првиот збор до последниот во книгата,
што навистина му честитам. А сега да се задржам на еден од моите, можам да кажам, најредовни студенти додека студирал, Димитар Пандев, кој што секогаш имаше дигната рака. Знаете зошто? Кога ќе прашав кој сака нова семинарска работа, целиот амфитеатар молчеше, а само една рака дигната и сите гледаа спас во него дека тој ќе ја спаси ситуацијата. Јас не знам колку семинарски работи изработи, молчешкум, мирно, тихо, скромно, и сега јас сум навистина восхитена од сите мои рецензенти, затоа што проникнале во науката, проникнале во она што ние како професори сакаме да го предадеме на генерациите. Јас посебно на сите рецензенти им благодарам. А оваа книга, која ми е многу драга, можам само да ве информирам за следново. Бев уште предшколска возраст неописменета во Битола, кога мојата постара сестра гимназијалка донесе некој ракопис и ги читаше гласно восхитена од нив. Тоа беа, јас тогаш не можев да сватам, но и мене ми прилегнаа и јас ги учев паралелно со неја, иако е таа 7 години постара од мене. Јас во предшколска возраст ги учев песните, тоа беше Коста Рацин. Тие толку многу ми прилегнаа, што отпосле, откако се описменив, ми стана еден од најомилените автори. Меѓутоа, со тек на времето, јас забележував некаков однос на Коста Рацин не само кон Енобе. Јас неодамна зборував во Куманово на една трибина сега за учеството негово во Страцин, во првиот формиран кумановски одред, но јас останав чудоневидена кога пред својата смрт тој имаше една желба. Желбата му беше да формира експедиција македонска, која од Велес до Прилеп ќе ја обиколи целата Бабуна и ќе даде важен материјал за богомилите. Јас, кога бев примена на факултет и кога работев на средновековната книжевност, сватив дека богомилството е важен дел од нашата средновековна историја. Меѓутоа, знаев и тоа дека пред 43 година Коста Рацин сакал да формира екипа која ќе го истражи добро наследството што останало од богомилите, но тоа не се случи. Јас, имајќи ја предвид големата желба неисполнета на Рацин, инсистирав на секаков начин и преку факултетот и преку министерствата да се формира таа група, иако е задоцнета. За жал, сите мои обиди не успеваа. Дури во 1978 година Ману беше избрана од југословенските можни академии да формира научен меѓународен симпозиум за богомилството кој ќе се одржи во Скопје во Ману. За среќа, дури тогаш проработија некои врски и се формира таа група за изучување на богомилството, и на самиот симпозиум меѓународен излезе нашата книга, моја и на професорот Драголюб Драгојловиќ, еден извонреден познавач на еретичките движења, богомилството во средновековната изворна граѓа, во која, иако многу задоцнето после Рацин, дури во 78 година дадовме некакви резултати за Богомила и за богомилското движење. Потоа, не случајно го споменувам ова, затоа што и подоцна професорот Конески, знаете колку детално се задржа на делото на Коста Рацин, а тоа не беше случајно. Тој многу заеднички зборувавме за богомилството, за развојот на богомилството со професорот Коневски, но тој изрази една голема воодушевеност од понирањето на Коста Рацин во јазикот, во фолклорот,
кој создаде една симбиоза од народниот говор и постоечкиот говор во Велес и во околината, и не случајно ја издаде книгата, посебна книга на Блаже Коневски, се што намислил, се што открил во делото на Коста Рацин, а необјавените ракописи од Коста Рацин Перо Коробар му ги доставил на Блаже, кој исцрпно го представи Рацин. А бидејќи моите предавања на факултетот започнуваа со Климент Охридски, јас во книгава сакав да дадам едно резиме од Климента, продрен кај Прличев во 19-тиот век, како да било тоа пред еден век, кај Рацин, завршувајќи со делото на Блаже Коневски. Без нив, јас сум уверена дека денес би имале многу пропусти во ова наше општество без нивното дело. Вам ви благодарам на вниманието. Ви благодарам, професор Антич. А сега на крај да го поканам и мојот драг колега, Свето Стаменов. Повелете. Најпрво се благодарам за ова ваше присуство овде, што стварно увеличавте оваа промоција. Второ, ние новинарите слабо зборим. Само прашувам. Ова ми е втор пат да зборам некоја моја промоција, така да ако нешто сгрешам или се збунам, ќе ми простите. Прво да едно голем благодарам до промоторите и рецензентите пред се. Не сум толку добар кој што ме фалихте. Ке заспија на ловорики и нема што да имам многу работи и во 2023 година. Втора работа, оваа книга од Климента до Блажета е круна на нашата повеќегодишна соработка со професорката Вера Антич-Стојчевска и едно моје извинување, пошто лани се каравме околу тие два зборника како да ги издадеме, што да ги издадеме, па ја бев малку и љут на неа, што е нормално кога се работи. Ама ете за таа книга. И беше ми е драго, професорке. Трета работа, што сакам да ја кажам, е утре ден на Македонското радио Скопје, 28 декември, 78 години. Некојаш таа зграда, што кажа професорот Еве овдека, некојаш беше на Марксова, не памтам, или беше у Нереси. Од таа зграда, кај што тие мои 50 книги што ги имам објавено, на кои стои моето име, 30 се од Македонското радио. Ама за жал само гледаме на колешка овдека, Даниел Каневич. Македонското радио Скопје, уште пред мано беше академија. Така да малку ми е криво стварно. И ова наша промоција сега што ја правиме на 27-ми, сепак е посветена на моето радио. 35 години сум таму. Што да кажем? Во животот постојат првостепени и второстепени луѓе. Ако тие второстепените не постојат, нема да постојат првостепени луѓе. Али тие второстепените луѓе прават чуда. Тоа што сакав да кажам, значи како трето и четврто. Пето, оваа книга, сватете ја исто како еден наш одговор на овие последни 2-3 години антимакедонска кампања, што се спроведе и во Бугарија, па и кај нас прават. За разлика од оние што идат по улици, тропаат, името него даваат, не знам што прават, јас и професорката направивме одговор на целата таа антимакедонска кампања. Ова е еден од тие мои одговори, се надам да година ќе има уште еден, бидејќи спремна е книгата Блаже Коневски Македонски тестамент со 37 интервјуа, што минатата година ги реализира по повод 100 годишнината од регенето на Блаже Коневски, а и тоа не го знаат во радио дека е направено. Сепак редно е таа матична куќа која што сум оставил, знаете и самите, професорот знае и професорот сите знаат, сите би биле мои гости на програмите, да не му достои. Меѓутоа тоа е живот. Ви благодарам уште еднаш. Фала и многу. Ви благодарам. Неколку зборови на крајот. Навистина неговата скромност мене ме некако потикна, затоа што овој човек ми бил уредник и беше уредник, кога ќе кажеме страв и трепет во позитивна смисла. Ако ти е свет уредник, имаш добар прилог. Значи, уредник, репортер,
одвоени жаришта и на сето тоа, згора на тоа, сите ние во новинарството и како колеги негови го знаеме каде што дрмал во политиката. Извинете на вакви жаргони, ама морам така новинарски да се изразам. И мене особено ми е драго каде што сум магистрант на ова матична куќа каде што ја држиме промоцијата, да дојде изобилство на книги да направи за јазикот и така да се бори и брани репортерски за јазикот, секоја чест, колега. А сега ви благодарам, драги пријатели, за присуството, што навистина ја увеличивте денешната промоција на најновата книга на Свето Стаменов и професор доктор Вера Стојчевска-Антич, Од Климента до Блажета. На крајот ми останува само да ви ги честитам новогодишните и божикните празници, да останете во добро здравие, берикет и да се гледаме до година. Пријатно, благодарам. Еве нешто практично. 101 година од раѓањето на Блаже Конески и 101 роза. И еве го пофалното слово за благодарниот лик на Климента кон Кирила. Споено во оваа книга што Вера, професорката Вера и Свето, еве се придружувам и јас со една честитка, 101 роза за 101 година од раѓањето на Блаже Конески. А минатата година шахистот Димитар Илиевски одигра 100 партии шах, зашто Блаже Конески бил прв председател на Шаховскиот сојуз на Македонија. Со мудрост до мир. Браво. Дваесет и седми декември 2022 година, 11 часот. Институт за македонски јазик Крстем Исирков, Скопје. Промоција на книгата Од Климента до Блажета на Свето Стаменов и професор доктор Вера Стојчевска-Антич. Промотори: професор доктор Васил Тоциновски, професор доктор Катерина Петровска-Кузманова, професор доктор Ана Витанова Рингачева, професор доктор Цане Тмојановски, професор доктор Димитар Пандев. Поздравна реч, професор доктор Елена Јованова Грујовска, модератор Елизабета Кузмановска.